Почитувани припадници на македонската полиција, на специјалните единици, на одделот за воздухопловство, на сектора за внатрешни работи Скопје, најнапред сакам да ви честитам за успешноста на ова оперативно-тактичка показна вежба Плен, со тоа што покажавте дека навистина сме подготвени да ја заштитиме сигурноста и безбедноста на граѓаните на Република Северна Македонија. Денес имавме можност да прикажеме пред македонските граѓани колку е силна вербата, жртвата, пожртвуваноста на припадниците на македонската полиција за да го обезбедат мирот на сите граѓани. Ова е многу важно и затоа го кажувам заради тоа што мора секој од нас да разбере дека секој македонски полицаец работи за доброто на сите. И во моменти кога сите ние други славиме, одмараме, извршуваме редовни обврски во семејството, припадниците на македонската полиција се на браникот на слободата, на безбедноста, легуваат во ризик сето тоа да ни го обезбедат. Посебно ми е чест што денеска заедно на оваа вежба сум со мојот колега, министерот за внатрешни работи од Косово, господинот Екрем Мустафа, и заедно ги проследивме сите ваши активности, воедно подпишавме и еден протокол за соработка помеѓу македонската и косовската полиција за формирање на заеднички тимови за работа. Јас сакам да ви кажам на вас лично, како припадници на македонската полиција, дека продолжуваме силно понатаму, се со цел да создадеме подобри услови за ваша работа, да бидете помотивирани и да секој од вас има чувство дека државата, воството на оваа држава се грижи да ви ги обезбеди сите потребни услови за да вие ја сочувате стабилноста и безбедност. Сакам да знаете дека за неколку дена овде ќе ги промовираме новите возила за специјалните единици, со што конечно ќе ги ставиме во историја старите возила кои што се користеа повеќе од 50 години. До крајот на овој месец ќе започнеме со целосна реконструкција на кошаркарското и одбојкарското игралиште овде во полицискиот центар Ѓорче Петров, кој што повеќе од 20 години веќе не се во функција. Ќе пристигне комплетна спортска опрема за сите специјални единици до крајот на овој месец. Исто така заштитни комплети за единиците за јавен ред и мир, кои што се потребни и за вас како специјални единици, и ќе продолжиме и понатаму се со цел да ги јакнеме условите, меѓутоа и да ја јакнеме генерално македонската полиција и нивните капацитети. Благодарам за се што правите за македонската држава, за се што правите за граѓаните на Македонија и да продолжите се со цел ние сите да бидеме горди на се оно што го правите за државата, а посебно и јас како ваш министер, затоа се обврзувам да ги направиме сите овие работи и сега и во наредниот период и да покажеме дека навистина имаме добра активност, добра работа и дека се движиме во вистинска насока. Благодарам.